Народот ги памети трековите и предавствата на СДСМ, затоа нивните црвени линии нема да бидат контури на ново предавство во иднина. Премиерот Мицкоски уште еднаш ја отвори резолуцијата на СДСМ, со која повикуваат на национално обединување. Откако обвини дека резолуцијата е историски фалсификат, Мицкоски вели дека црвените линии на СДСМ за Бугарија се само обид да го измамат народот, а не вистински заложби. Нивните црвени линии, вакви или такви, препознатливи или непрепознатливи, нема да дозволам да се црвени линии кои ќе отсликаат контури на ново предавство во иднина, ако им се дозволи да го реализираат нивниот план. Запрашајте се зошто пред избори оваа тема ја наметнуваат. Повторувам, и не знам, и се чудам на што се надеваат. Сега таа иста екипа нуди резолуција која и самите знаеме дека и таква каква што е нема да ја почитуваат. Но повторно го поставувам прашањето кој ги тера, за кого работат и до кога ќе им трае овој аранжман. Поради оваа ароганција и поради многу други работи, таа партија и тие луѓе мора жестоко да се казнат на овие избори. Со предложениот текст СДСМ ја прифаќа империјалната политика на Бугарија кон Македонија и бара легитимно за нелегитимните одлуки за кои бившата власт немаше мандат да преговара, ги договори и ги потпиша сите акти спротивно на интересите на државата и македонскиот народ, реагира и Социјалистичката партија на Македонија. Оттаму оценуваа дека предложениот текст на СДСМ наречен резолуција треба да се отфрли и да се бара извинување од предлагачот за предавничката политика која има долгорочни сериозни последици за државата и народот во Македонија, се вели во реакцијата. Опозицијскиот лидер Филипче пак смета дека нивната резолуција со црвени линии е најпатриотскиот документ за национално обединување и придвижување на интеграциите. Откако Мицкоски ја одби и најави вистинска македонска резолуција по изборите, Филипче вели дека ќе ја чека бидејќи тоа било дел од нивната конструктивност. Ова е еден од најпатриотските документи кој што бил понуден на оваа политичка сцена изминатите повеќе децении, поради тоа што отвара простор и врата да се конечно постигне национален консензус за нашите црвени линии. Зашто ние утре нема да преговараме со Европската унија доколку се постави такво прашање? Тоа од што луѓето стравуваат во иднина. И тоа се јазикот, идентитетот, културата и историјата. Искрено сметам дека ќе се надминат во следниот период за време на кампањата СДС и сите политички партии, вклучувајќи ги ВМРО-ДПМН, дека ако ништо друго, ќе најдат сила и ќе седнат на маса да дискутираме за овој документ. Резолуцијата на СДСМ вчера била испратена до политичките партии, а Филипче очекува по изборите да биде разговарана со сите политички чинители. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија.